Едно од предпријатијата кое што веројатно има најмногу должници е јавното предпријатие Водовод и канализација од Скопје и токму за нивната акција која што е во тек за наплаќање на заостанатите долгови и поволностите кои што ги нуди ова предпријатие. Ќе зборуваме со нашиот денешен гостин во студиото. Велам добар ден и добре дојде за господинот Зоран Недевски, раководител на сектор наплата на јавното предпријатие Водовод од Скопје. Добар ден и од мене до вашата телевизија. Не е прв пат јавното предпријатие Водовод да прави вакви акции за наплата на заостанати долгови. Ова, која што започна некаде кон средината на февруари, трае до 4 април, мислам. Че вака јавното предпријатие Водовод канализација Скопје како давател на услугите, уште еднашка покажува дека се грижи за корисниците на своите услуги, посебно за најранливата категорија, затоа што сметаме дека тие се оние корисници кои што не можат навремено да ги подмират давачките кон јавното предпријатие Водовод канализација Скопје. Акцијата за наплата на долговите започна на 17 февруари и е со определено време траење. Истата ќе заврши на 2 април. Не на 4 април, туку на 2 април завршува. Со тоа што, значи, во овој интервал сите корисници кои што ќе го подмират долгот во целост, значи ќе бидат ослободени од пресметаната камата. Јавното предпријатие се откажува од законската камата која што му следува поради задоцнато плаќање. Воедно ја нудиме и можноста за корисниците кои што имаат поголеми долгови кон предпријатиево, да истиот долг го сервисираат на неколку месечни рати. Сервисирањето на неколку месечни рати за домаќинствата оди до 48 месеци во зависност од висината на долгот, додека за правните субјекти е до 24 месечни рати. Овде би напоменал да не заборавам, значи, дека ова акција е за физичките и правните лица, со исклучок на компаниите кои што врз кои што надлежност има централната и локалната власт. Значи, за тие компании не важи ослободувањето од камата. Во овој интервал да кажам дека добар дел од корисниците ја искористија можноста како за подмирување во целост, значи на долговите кои што ги имаат кон јавното предпријатие, така и за склучување на рати. Заклучно со денешниот ден имаме склучено некаде околу 700 договори во висина од 70 милиони денари. Вие напоминавте дека ова јавно предпријатие се бори со корисници кои што како јавно предпријатие, како давател на услуги, има најголем број на корисници кои што должат. Па со оглед на тоа што функционирате во најголемиот град во државава, токму така, тоа сакам да го појаснам, токму така. Од тој аспект, реков, имате најмногу должници. Така. И затоа и се осмелуваме, значи, да одиме на овој чекор, да се откажеме од дел од приходите, со цел и на корисниците да помогнеме, меѓутоа и себе си да си помогнеме. Убава беше најавата која што ја имавте во сите сегменти, ја чув, каде што овие јавни предпријатија има една убава реченица дека не се предпријатија кои што функционираат со заработувачка од корисниците. Значи, ние не сме ниту буџетски предпријатија, ние сме компанија која што екзистира, односно ваквите јавни предпријатија, од дадената услуга и од наплатата на таа услуга. Значи, не треба да заборавиме сите до еден како корисници на ваквите услуги, на ваквите предпријатија, дека со плаќање на надоместокот на искористената услуга ќе допринесеме утре за поквалитетна услуга секој од нас да добие. Така. Колку граѓаните, во контекст на ова што досега го кажавте, колку граѓаните си дозволуваат да им се таложат долгови кон предпријатијата, што, еве условно кажано, не можат да ги, или не смеат, или се поблагонаклонети да ги санкционираат со неиспорака на услугата. Оти, еве ќе направам една компарација.
Ако не плаќаме струја за 2 неплатени сметки, таа фирма е приватна и ќе ни ја исклучи струјата. Водовод не го прави тоа, иако може. Значи не сме сите исти. Најнапред така би започнал овдека. Зашто ова го велам? Значи ова што вие го кажавте треба да поработиме на самите себе си. Факт е дека јавното претпријатие како давател на услуга ги користи и мора да ги искористи сите законски нормативи кои што му се на располагање. Зборувам значи од утужување, од понатамошно значи регулирање наплата преку извршители, од прекин на комуналната услуга. Меѓутоа сепак бидејќи сме сервис на граѓаните, сакам да напоменам дека одиме со софт мерки, она што го напоменаа Куманово или Прилеп, мислам дека беа колегите, каде што се доставуваат, значи опомени, се подсетуваат корисниците дека имаат неподмирени долгови кон јавните претпријатија, се повикуваат навремено да сето тоа го изрегулираат кон јавното претпријатие. Впрочем, затоа се и овие рати, затоа се и овие акции и нема ние да искористиме и покрај сите овие работи, значи и ја имаме можноста, законот ни ја дал можноста и за една неподмирена фактура да ја прекинеме услугата. Меѓутоа, факт е дека законот исто ни наложува да ги обезбедиме и побарувањата. После сите тие доставени опомени. Да не заборавиме нашата фактура, значи во целост ги содржи информациите околу долговите кои што ги имаат корисниците кон нас и ние ќе ги искористиме и мораме да ги искористиме законските регулативи и можности да се утушат побарувањата, затоа што одговорност носиме по тоа ако не ги обезбедиме тие побарувања, ме разбирате. Имаме ли свесност за штедење на вода како домаќинства? Многу интересно прашање. Значи, свесноста, јас мислам дека не ни е на многу високо ниво, да не се навредиме едни со други. Сепак треба да знаеме дека имаме еден благодет во овој град, да искористиме една природна убавина, природен дар кој што ни е даруван, а ние се однесуваме малку бахато, да не употребам некој лош збор, кон водата која што е благодет, која што живот значи. Знаете, не сакам овдека да зборувам за и нема да зборувам за онаа количина на вода која што се мери преку нашите мерни инструменти. Овдека зборувам значи за кражбата на вода, зборувам за злоупотребата на вода од определени поединци, значи не зборувам за меѓутоа факт е дека постојат такви работи каде што се злоупотребува водата за полевање, за перење автомобили, за ладење на улици, ладење на кровови. Факт е и докажани сме дека еве зимно време, сега пролет дојде, зимно време да не ни замрзнат чешмите, наместо да ги затвориме, да ги изолираме, ние оставаме чешмите да течи, да не замрзни. Летно време да се излади улицата е поважно отколку сите да добиеме квалитетна услуга, да ја имаме буквално сите, затоа што знаеме дека во тој период се зголемува потрошувачката на вода. Ние во неколку наврати имаме правено и кампањи за кревање на совеста. Во последниот интервал сме далеку поприсутни на терен и сите овие злоупотреби се санкционираат согласно законските нормативи, затоа што кражбата на вода е регулирана и со Законот за снабдување за вода за пиење. Но освен кражбата на вода, со години се зборува и за голем процент на губење на вода во цевководот и може ли тоа некако да се санира? Значи, токму така, ние сме свесни за овие загуби и затоа во периодот на назад направена една стратегија долгорочна на која што се работи. Во годините на назад, а и во иднина се практикува, значи да напоменам некои поважни сегменти кои што се дел од таа стратегија, значи се монтираат водомери
на фонтаните се монтираат водомери за полевање на зеленилото. Оваа вода веќе не влегува во загуби на вода, туку се фактурира на општините и на градот Скопје за фонтаните, се фактурира на паркови и зеленило за полевање на зеленилото, воедно со значи инвестиционите програми со планот за работа на предпријатието, планот за јавни набавки се определуваат и се обезбедуваат определена сума на средства за реконструкција, за санирање на водоводните мрежи. Вие сте сведок дека последниот голем зафат кој што го имавме како јавно предпријатие, кој што се случува еднаш во неколку десетици години. Токму така. Значи, најнапред се санира низа дефекти, значи поголем број на дефекти во извонредно краток период и санирањето на овие дефекти веќе вродува со плод и имаме намалување на загубите на вода. Впрочем, би се навратил и назад и самите кражби на вода. Постојано сме присутни со екипите на терен. Сега ќе започнат и полевањата, па летово ќе имаме и таму доволно работа, така да насочени сме кон реализација на оваа стратегија која што има јавното предпријатие за намалување на загубите. Се уште некако не го искоренавме тоа, да речеме, таа навика за полевање на бавчите, миење на дворовите со питка вода, велам, и освен едукација, може ли нешто друго да се направи на овој план? Видете, самиот закон по кој што работи ова предпријатие се вика Закон за снабдување со вода за пиење. И самиот наслов на овој закон кажува за што е водата. Впрочем, добар дел од корисниците веќе се придржуваат кон низа мерки и наши апели, кои што ги превземаме, значи, во континуитет. Меѓутоа, фактот дека ќе останат корисници кои што ќе вршат злоупотреба, а ние ќе се трудиме да сето тоа го искорениме. Господине Недевски, јас ви благодарам што денес одвоивте време. Бевте дел од нашата емисија. Верувам дека, може би ќе поттикнеме некого кој што има некоја подзаборавена сметка да искористи можноста до 2 април да си го подмири долгот на начин и услови кои што вие ги нудите како поволности. Токму така. И се надевам дека соработката ќе продолжи во иднина, се со цел да ги информираме и граѓаните за се она што го работи јавното предпријатие. Ви благодарам на поканата. Ви благодарам и јас уште еднаш за гостувањето.